civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Ставот на опозицијата кој што се однесува на барањето за одлагање на пописот од било кој причини, било од причини на ковид или слично, сметам дека не е добар и не е соодветен, заради тоа што изгубивме веќе премногу време, потребни ни се вистинските реални бројки за населението во Македонија, како за другите економски, социјални и правни предвидувања, така и токму заради ковидот и потребите кои што се поврзани со справување со пандемијата. Меѓутоа, се она кое што се однесува на потреба од промени во предлогот на законот, значи на законските решенија, кои што се однесуваат на потполно усогласување со барањата на Евростат и на европските правила, дефинитивно сметам дека се во ред и треба да бидат прифатени, заради тоа што во моментов добиеното мислење вика дека во некои широки рамки е во согласност со европската регулатива ова кое што е дадено, меѓутоа во неколку члена законот не е во согласност со европските правила и посебно во оној дел кој што ги одредува кој се попишува и на кој начин се попишува. Значи, кој се попишуваат само оние кои што во моментот се наоѓаат на територијата на државата, на кој начин се попишува на начин кој што овозможува што е повеќе можно оној кој што ги дава податоците на вистина да ги знае тие податоци, односно да не доаѓа до манипулација или до узурпирање на личното право на луѓето за давање на податоци. Значи, со овие барања и на ваков начин поставени барања од страна на опозицијата, во секој случај се дезавуира однапред она што ќе се добие како реална бројка од пописот. Било заради тоа што голем број луѓе нема да ги дадат податоците од овие или оние причини, било заради тоа што ќе се роди сомнеш кај луѓето во реалноста, во вистинитоста на податоците. Значи, со целокупната своја активност, веќе однапред опозицијата го девалвира она што би требало да представува реална бројка добиена во рамките на пописот, која што понатаму треба да се искористува за планирање, за правење на стратегии, акциони планови и слично. Значи, било реално да влијаат на таа бројка, било да влијаат со тоа што ќе ја намалат сигурноста на луѓето во самата бројка, однапред го осудуваат на неуспех самиот попис и тоа е неверојатно негативно делување на опозицијата, наместо да се труди да се направат такви промени во законската регулатива кои што би овозможиле што е можно пореални бројки кои што понатаму можеме да ги искористиме. Лично мислам дека мора да се направи се што е можно да се адресираат вистинските проблеми во законската регулатива кои што се однесуваат на добивањето на реални податоци. Доколку на вистина власта покаже желба да ги адресира овие вистински проблеми кои што можат да предизвикаат недоверба во бројките, мислам дека голем дел од населението на поинаков начин ќе реагира, на поинаков начин ќе се однесува кон попишувачите и на тој начин ќе се издигне и довербата во пописот. Значи, сепак топката е во рацете на власта која што може да адресира, може да промени, да направи промени кои што ќе соодветствуваат на приближување на законот кон барањата и стандардите на Евростат. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.